20 септември 2014 година, почитувани гледачи, термин за саботното издание на вестите на КТВ телевизија. Лозарите стравуваат дека нема кој да ја откупи Смедеревката, а не постојат реални можности толкаво количество грозје да се преработи во домашна ракија. Сончевото време и секој ден без дожд за лозарите од Тиквешијата значи само можност да се собере што е можно повеќе од годинашниот род на грозје. Допрва престои бербата на Смедеревката како една од најраспространетите сорти во Тиквешијата, каде потфрлувањето на родот е помало, што значи се навестува сериозен проблем околу откупот на оваа сорта. Со оглед на фактот што заради специфичните услови не може да се направи приближна проценка на целокупниот род од грозје од сорта Смедеревка, а се помал е бројот на винарии кои откупуваат или пак се строго лимитирани во откупот на бели сорти, на Тиквешијата и се заканува една од најголемите кризни години. Досегашните искуства, вишокот од винско грозје и отпадокот од бербата на трапезното грозје да се преработуваат во домашна ракија се чини дека е невозможно, бидејќи се работи за големи количини на грозје. Тоа што грозјето е со лош квалитет и ја нема потребната шеќерност, се дополнителни негативни поени кај лозарот, чија мака оваа есен е несогледлива. Познато е дека во Република Македонија постојат повеќе од 11 инсталирани дестилерии кои овозможуваат искористување на секундарните производи при производството на вино. За жал, само неколку од нив поседуваат акцизна дозвола и се присутни на пазарот. Годинава лозарите кои во домашни услови произведуваат лозова ракија ќе имаат многу поголема задача да преработат многу поголема количина на грозје, што последователно ќе значи на пазарот ќе се појави многу поголема количина и на домашна ракија за која едноставно ќе нема купувачи. Отсуството на закон за жестоки пијалоци и потребата од регулирање на производството на ракија во домашни услови или артизан лозова ракија годинава ќе биде уште попотребно или неопходно. Последниот проект кој оваа есен се реализира од страна на Фондацијата Тиквешки вински пат се обиде да ги дефинира вистинските насоки по кои треба да се чекори по насока на брендирање на лозовата ракија произведена во домашни услови, изјави Дивна Јордановска. Македонските пензионери денеска го одбележуваат 20 септември, денот на пензионерите. Сдруженијето на пензионери на Македонија на овој датум годинава одбележува 68 години од постоењето. Пензионерите од Македонија денеска го одбележуваат 20 септември, денот на македонскиот пензионер. 68 годишниот јубилеј на Сдруженијето на пензионери на Македонија годинава паралелно со 20 септември достојно го празнува и Сдруженијето на пензионери Кавадарци. По манифестацијата пензионерите пеат, на која пред само 2 дена домаќин беше Кавадарци, Сдруженијето на пензионери успешно ја реализираше и поетско-музичката вечер во клубот 2. Честитки по повод празникот, здравје и длабока старост на своите колеги пензионери им посака председателот на Сдруженијето Ристо Анѓушев. Ова година одлучиме да на овој начин ја прославиме ова нашата 68 години Сдружение на пензионери на Македонија со една оваква поетска музичка вечер на која што ќе имаме читање на своји творби, ќе читаат нашите пензионери поети и ќе настави нашата пејачка група Сдруженијето на пензионери Кавадарци. Јас не би сакал, ние вчера имавме манифестација пензионерите се пеат, тоа е регионална манифестација која што се одржува традиционално секоја година во секој град, од Повардарието и Пелагонија, Прилеп и Битова. Меѓутоа, одбележувањето на денот на пензионерите сакаме да го одбележиме посебно и затоа се одлучиме на оваква една средба да го одбележиме нашиот ден. Ја не би должел многу да ве задржавам сите, оставам простор на поетите и пејачката група да го исполнат просторот со едно заедничко дружење, со едно задоволство, да го одбележиме нашиот ден и да бидеме живи и здрави сите, у година повторно, па да бидеме сите на собир, да се видиме здравје и живот на сите пензионери. На поетско-музичката вечер своите стихови, односно поезијата пред останатите пензионери, ја презентираа пензионерите поети или влюбеници во пишаниот збор, а забавата беше исполнета и со македонската изворна песна испеана од грлата на пеачката група при Сдруженијето на пензионери Кавадарци.
Во Кавадарци од вторник започнуваат доброволните крводарителски акции низ средните училишта во градот. Почнуваат доброволните есенски крводарителски акции низ средните училишта во Кавадарци, најави денеска Општинската организација на Црвен крст Кавадарци, која заедно со Институтот за трансфузиона медицина се постојани организатори на овие акции во образованието. Трите средни училишта, односно средношколците од истите, и оваа есен ја имаат можноста да ја покажат својата хуманост, вели Рози Илова, секретар на Кавадаречкиот Црвен крст. Акцијата овој пат стартува од средното Општинско училиште Киро Спанџов Брко во вторник на 23 од 13 до 17:30 часот, период во кој се дава можност крв да даруваат учениците од двете смени. Утредента на 24 продолжува во гимназијата Добри Даскалов исто од 13 до 17:30 часот, а бидејќи наставата се одвива во една смена, акцијата во Земјоделско-шумарскиот училишен центар Ѓорче Петров во четврток на 25 ќе се реализира за двете смени во период од 8 до 12:30 часот, со што ќе заврши и есенското крводарување за средношколците во Кавадарци. Она што е значајно да се напомене, велат организаторите, е новината дека крв сега може да даруваат и средношколци со 17,5 години, но само ако ги исполнуваат и останатите услови за дарување: добра крвна слика и здравствена состојба, телесна тежина и трет се психичка подготвеност за дарување крв. Добар одзив кај кавадаречката младина се очекува и овој пат со оглед на резултатите од претходните акции. Средношколците од Кавадарци докажано се меѓу најхуманата младина во Македонија. Од 22 до 26 овој месец боеви гаѓања на армискиот полигон Криволак. Од командата на армискиот полигон Криволак им соопштуваат на местното население од општините кои гравитираат околу полигонот дека во периодот од 22 до 26 овој месец во реоните Брест, Вардар, Чифлик, Китина, Смрека, Торови и Мушанци ќе се извршуваат боеви гаѓања. Во наведениот период се забранува секакво движење и предстој на луѓе, моторни возила, стока, како и оставање на моторни возила во наведените реони. Исто така се забранува било какво земање или допирање на неексплодирани проектили или средства кои можат да бидат опасни по живот. Доколку се пронајдат такви средства, истите да се обележат и да се известат надлежните органи од командата на армискиот полигон или СВР Штип, полициски станици од општа надлежност Неготино, Кавадарци или Градско. Стрелиштето на кој ќе се извршуваат планираните гаѓања ќе бидат видно обележани согласно со законските прописи во армијата на Република Македонија, како и обезбедени со физичко обезбедување. Од 12 до 16 овој месец во Бар Црнагора се одржа 8 првенство во ХСТ на ИАРУ Р1 и проширено европско првенство. Од Македонија учествуваа 4 представници, членови на радиоклубот Искра од Кавадарци, кои се надпреваруваа во повеќе дисциплини. На состанокот на работната група, која е главен организатор на овие надпревари, се усвои кандидатурата на Македонија да биде домакин и организатор на 12-тото светско првенство во ХСТ, кој ќе се одржи во месец септември идната година. Центарот за култура Ацо Ѓорчев Неготино во соработка со Министерството за култура организираше Неготинска фолклорна вечер. Во пресрет на празникот Мала Богородица и традиционалниот неготински панаѓур, Центарот за култура Ацо Ѓорчев од Неготино заедно во соработка со Министерството за култура на Република Македонија синоќа на градскиот плоштад организира Неготинска фолклорна вечер. Неготинската фолклорна вечер побуди богата музичка програма, а настапија културно-уметнички и музички групи од регионот, и тоа културно-уметничкото друштво Ацо Ѓорчев од Неготино, пеачката група Лира, Харизма бенд, Чардак бенд, Антигона бенд, естрадниот уметник Горан Јованов, како и гости од Попово Бугарија. Оваа година Центарот за култура Ацо Ѓорчев се покрижи пред почетокот на Неготинскиот панаѓур да ја организира оваа културна манифестација со цел да продолжи културниот развој во општина Неготино. Се надеваме дека оваа манифестација ќе прерасне во традиционална, рече директорката на Центарот за култура Ацо Ѓорчев Миријана Јованова. Зајакнување на стрип културата во балканските земји кои не се членки на Европската Унија преку создавање и развој на мрежата на стрип автори, издруженија и обезбедување на подобри можности за творештво на стрип актери и организации ќе создава проектот Ново балканско пријателство во стрип центарот во Велес.
Ново балканско пријателство. Тоа е проектот на македонскиот стрип центар со седиште во Велес, кој заеднички ќе се реализира со стрип центрите во Србија, Црна Гора, Турција, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово. Целта е да се зајакне стрип културата во овие земји, а потоа е да се формира мрежа која ќе служи за создавање на услови за развој на автори и нивна промоција. Таа мрежа што ние сакаме да потикнеме оттука не постои моментално на Балканот, ќе биде еден мост, еден чекор за мрежување со останатите земји од Европската Унија кои ни се во план следната година да ги донесеме во Велес. Проектот Ново балканско пријателство е поврзан со меѓународниот стрип салон кој по 12 пат од 17 до 19 октомври ќе се одржи во Велес. Проектот Ново балканско пријателство е всушност во многу тесна корелација со овогодишниот 12 салон на стрип Велес 2014, кој што секоја година се организира тука во Велес и на некој начин ги обезбедува најголемиот дел од трошоците. Поконкретно, овој проект Ново балканско пријателство го обезбедува учеството на стрип авторите од балканските земји кои што не се членови на Европската Унија. Од стрип центарот велат дека годинава главен гостин на манифестацијата ќе биде Ервин Рустемагиќ. Тој ќе го добие специјалното признание за развој на светскиот стрип поради 40 годишна работа во оваа област, каде е еден од водечките личности. Тој во Велес ќе одржи предавање на тема како да се продаде стрипот. Посебно да обрнат внимание према овој човек, бидејќи тој се занимава веќе повеќе од 40 години со ова и е релевантен во светот на стрипот. Би направил една корелација со филмот кога Стивен Спилберг би дошол во Велес, тоа е исто како Ервин Рустемагиќ што ќе дојде овде. Па сега нека љубителите на стрипот и останатите граѓани нека ценат кого сме го донели овде. По официјалното потпишување на договорот за соработка детскиот фестивал Ластарчиња во октомври ќе го има и првото учество на фестивалот Златно јаболче во Кюстендил, Република Бугарија. Откако пред само неполн месец управата на детскиот фестивал Ластарчиња Кавадарци ја потпиша на хартија официјално соработката со фестивалот на детски песнички Златно јаболче на Кюстендил, Република Бугарија, деновиве стигна и првата покана кавадаречките ластарчиња да запеат и на сцената во Бугарија. Ова беше прва склучена соработка со детски фестивал надвор од границите на Македонија. За овие 2 години фестивалот успеа да организира настапи низ Македонија, но на големо задоволство ја прифативме и првата покана од нашите пријатели во Бугарија. При нашата посета во Кюстендил, ова лето се уверивме дека станува збор за доста успешен детски фестивал на кој сега ќе имаме можност да ги представиме и нашите прекрасни ластарчиња, ни потврдија денеска од управата на фестивалот. Оттаму дознаваме дека дечињата учесници на детскиот фестивал Ластарчиња над 10 години за Бугарија ќе патуваат на 10 октомври, каде ќе имаат организиран 3-дневен престој, колку што ќе трае фестивалот Златно јаболче. Ластарчињата со своите песнички ќе бидат поделени во првите 2 вечери и ќе настапуваат како гости, а третата вечер ќе ја следат како специјална публика на домакините. Радоста е голема и за нас и за дечињата, велат од управата, и гордо најавуваат дека на повидок се уште неколку соработки со повеќе детски фестивали од неколку држави. Повеќе детали не се откриваат, бидејќи управата вели во моментот активно се работи на подготовките за третото поред издание на фестивалот и настапот во Кюстендил, Бугарија, но ветуваат новини и изненадувања. Од спортот. Во организација на боречкиот клуб Неготино денеска во спортската сала Младост во Неготино се одржа третиот поред меморијален турнир во борење во чест на Јован Димитров. Представници на фамилијата, представници на боречкиот клуб Неготино, градоначалникот на општина Неготино, роднини и пријатели, денеска пред бистата на неготинчанецот Јован Димитров, положувајќи цвеќе, одбележаа 23 годишнината од неговото трагично загинување и со почит и пиетет се потетија на него и покажаа дека се уште е во нивните сеќавања и не го заборавиле.
собрани пред неговата писта му одадоа почит на нивниот син, другари сограѓанин, воедно и борач, кој трагично го загуби животот во војниот конфликт во 1991 година далеко од својата земја и своите најблиски. Во негова чест, борачкиот клуб Неготино заедно со општина Неготино традиционално во Свет Патко организираа меморијалниот турнир во бориње на кој учество земаа повеќе борачки клубови. Последните 2 години овој турнир е сега трет традиционален меморијален турнир Јован Димитров. Предходните 2 беа само во ревијална структура. Ова година го правиме во пошироки граници, значи поканете се 5 клуба. Борачкиот клуб Балканец од Штип, борачкиот клуб Бучим од Радовиш, борачкиот клуб Ливија од Скопје, борачкиот клуб Борец од Велес, борачкиот клуб 7 мај Леов од Прилеп и домаќинот борачкиот клуб Неготино. Исто така и организатор на овој меморијален турнир е борачкиот клуб Неготино со посредство на општина Неготино и градоначалникот на општина Неготино. И оваа година, како и минатите, турнирот за отворен го прогласи градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов и на надпреварувачите му посака добра борба за победи најдобриот, за кој организаторот обезбеди тихари и медали и се надева дека турнирот ќе продолжи во иднина. По трет пат традиционално го отвараме турнирот по повод трагично загинатиот наш сограѓанин кој беше член на борачкиот клуб од Неготино Јован Димитров. Затоа, еве, од година во година, овој турнир станува се помасовен, се поголем број на екипи учествуваат и тоа е добро за турнирот да се развива како на домашно ниво, така и во надворешни рамки. Значи, планот ни е секоја година да го прошируваме, да овој турнир биде балкански турнир. Затоа, нашиот Јован Димитров тоа и го заслужува. Драги сограѓани, ги поздравувам сите надпреварувачи, најдобрите нека победат, на крајот ќе ги доделиме наградите. Му порачувам коректна и фер борба на судиите, фер судење, на тренерите да му кажат на своите надпреварувачи кој зафат да го употребат за нивните надпреварувачи да излезат победници на турнирот. Ви порачувам добра забава на гледачите, а добар надпревар на надпреварувачите. Ви благодарам и го прогласувам турнирот за отворен. Ракометот повторно се враќа во Кавадарци преку градскиот ракометен клуб Лозари. По пауза од неколку години, Кавадарци повторно доби сениорски ракометен клуб кој ќе се надпреварува во првата македонска ракометна лига. Градски ракометен клуб Лозари е името на новиот ракометен клуб кој треба да ги врати светлите времења на кавадаречкиот ракомет, но и да продуцира нови ракометни звезди од рангот на Петар Ангелов Диви и Милан Левов. Со играчкиот кадар кој ќе биде составен од искусни ракометари кои потекнуваат од Кавадарци, но и од млади играчи ќе работат Маријан Матошич и Борче Ѓоргиев. Додека со клубот ќе раководи управниот одбор во состав Зоран Јованчев, Владимир Клинчаров, Зоран Ѓоргиев, Антонио Коцевски и Димитар Влајнков, предводен од председателот Зоран Јосифовски. Покрај сениорскиот тим, Кавадарци ќе добие и нова ракометна академија, која ќе биде поддржана од ракометниот клуб Вардар од Скопје, а во државната мини лига за пионери ќе настапува под името Вардар ДБ. Покрај учеството во надпреварувачкиот систем на Ракометната федерација на Македонија, академијата Вардар ДБ, која многу наскоро ќе започне со уписите, на своите академици ќе им ги обезбеди сите услови за квалитетна работа, почнувајќи од комплетна спортска опрема па се до сите потребни реквизити. Фен Индустри во финале ќе игра со рилски спортист во финалето на турнирот Куманово 2014. Фен Индустри ќе биде противникот на рилски спортист во финалето од турнирот Куманово 2014, откако кавадарчани славеа во втората полуфинална пресметка над домакинот Куманово со резултат 84-86. Дуелот меѓу двете македонски екипи мина во израмнета игра во која двата тима се менуваа во водството. Фен Индустри замина на пауза со негатива од 43-40, но избраниците на тренерот Малинков беа присебни кога беше најпотребно во самиот финиш, па на крајот успееа да се радуваат на минимален триумф. По победата тие вечерва ќе ги одмерат силите со бугарскиот рилски спортист во големото финале од овој турнир, додека во мечот за третото место ќе се сретнат тимовите што важеа за фаворити во овие полуфинални пресметки, домакинот Куманово и актуелниот македонски првак МЗТ Скопје.
На крајот од вестите прогнозата за времето. Утре ќе биде сончево со умерена облачност, попладне со услови за краткотрајан локален дожд и ретка појава на грмежи. Температурата ќе достигне до 28 степени. Благодарам за вниманието, пријатна вечер со програмата на КТВ.